33 година поред, Македонија го празнува 8 септември како еден од своите најголеми празници, а нејзините граѓани продолжуваат да сонуваат големи соништа под знамето со жолто сонце. Токму околу 8 септември во Скопје се случува еден вистински фудбалски празник – Кул Купот, од кој годинава по 7 пат стотици млади фудбалери ги испратија кон големиот свет своите фудбалски соништа. Терените на Скопска цементара и годинава беа сведоци на многу фудбалски талент, на прекрасно спортско дружење и воспоставување пријателства од кои во иднина ќе произлезе само гордост. Сето ова, без малку цела деценија, се наоѓа во визијата на организаторот, фудбалскиот клуб Кул и неговите неуморни членови, кои од година в година турнирот се повеќе го етаблираат како едно од главните упоришта на македонскиот и балкански младински фудбал, а овие заложби беа препознаени од голем број пријатели кои доаѓаат надвор од фудбалските води. Гледавме да пред се, како што кажавте, пријателите, каде што секојдневно имаме комуникација, играат нашите дечиња со другите дечиња, другите клуби од Македонија пријателски. Гледавме да запазиме редот да ги прво да ги поканиме нив, да испочитува во глобален спорт, сите присуствува. Имаме екипи и од надвор, али ви рековме оваа година гледаме повеќе да бидат нашите пријатели од тука, бидејќи имаме секојдневна комуникација и да осетат и тие да почувствуваат дека е ова нешто сериозно и дека веќе прераснува во традиција. Спортот значи витештво, почитување и борба, која надвор од теренот произведува соборци и пријатели. Согласни се оние кои овие кодекси и начала им ги всадуваат на децата како прв фудбалски буквар. Кул Купот пак е вистинска фудбалска училница за малите фудбалери, во пракса да покажат надпреварувачки дух, но и спортско однесување. Ние како фудбалска школа инсистираме на таа социјализација, на дисциплина, на ред, едноставно спортски живот и за понатаму во општо во животот, бидејќи јасно е дека нема бидат сите фудбалери, меѓутоа можеме да ги насочиме на еден здрав живот, на една да кажам правилно воспитување во координација нормално со родителите, бидејќи со нас се нели 2 сати, со родителите се 22 часа на ден, така да би рекол за најмалите категории фудбалот е во втор план. Да се обидеме она другото, човечкото во нив да проработи. Благодет е, значи овие турнири се благодет за нашите деца, без разлика што морам да кажам фудбалот ни е у голем пат општо, но сепак има све повеќе деца, наше е да ги усмериме. Турнирите се токму тоа, да ги формираме, пред се да склопат едно другарство, пријателство и постепено да навлагаат во фудбалските вештини и нормално да ги спремаме за услугите на првите тимови. Овие зборови на легендите веќе се фудбалска филозофија и на младите тренери, кои уште од сега знаат дека едукацијата не застанува само на зелениот тревнат терен. Тука имаме некои нови навики, секој нешто гледа ново. Едноставно, овие тедна тука е уживање, како за децата, така за тренерите, така и за родителите и комплетно за сите што го сакаат овој спорт. Сите заеднички да учествуваме во развојот на децата, така ќе направиме пред се здрави спортски личности, па дај Боже понатака и некоја успешна кариера. Со вакви утакмици, потешки турнирски, се добива поголем квалитет на дечињата. Исто така и за тренерите за понатака за интернационални турнири кои што идат. Македонските деца го сакаат фудбалот, што можеше да се види од бројноста на домашните фудбалски клубови и школи, кои едва и го чекаа изминатиот викенд за со по неколку генерации да го збогатат Кул Купот. Сепак, добриот глас кој го следи турнирот и респектот кој го уживаат домакините и надвор од границите на Македонија, повторно ни донесоа гости со поинакви пасоши. Ние идваме, сека година учестваме на тој турнир Кул Куп и таа година идваме с 2015-та, набор 2015-та, които за први пат играјат турнир тука в Македонија на тој турнир и се срещат с нови деца, нови пријатели намерат, играјат с различни одбори од Македонија, од Србија. Први утисак делuje u odnosu na mnoge turnire da idemo jako dobro organizovano. Ima puno interesantno talentovne dece. Zadovoljstvo nam je što smo došli smo sa 2 generacije, 2012 i 13. Nama je da ih učimo i da ih edukujemo i da ih pravimo boljim ljudima. Kod nas je sve te aspekti su vrlo bitni. Jednostavno jedan bez drugog ne može ići. Може би некому 4 терени на кои се играше ќе му изгледаат мали, но на нив се раѓаат соништа кои ги надминуваат и нивните вкупни димензии. Дресовите и копачките допрва ќе им растат,
но нашите мали фудбалери веќе ги исцртуваат плановите за иднината, кои искрено и радосно, како што само може дете, ги споделија со нас. За кого навиваш во сениорскиот фудбал? Ко за Реал, за Пјој? Да. За Манчестер Сити. Зошто ваш за Манчестер Сити? Оти го сакам Кевин Де Брујн. За кого навиваш во фудбал? За Вардар. А во светски рамки во Европа? Реал Мадрид. Сега ако дое Барселона, ти каже да играш за нив, ќе отидеш ли ако си за Реал Мадрид? Да. Гледам дека си голман. Од дете желба да бидеш голман или случајно се повели така? Од дете желба да бидам голман. Заради кого? Заради некој конкретен голман? Па сега мене ми идол Ноер, а порано ми беше Куртоа. Десен бек. Десен бек, а те пуштаат некогаш во напад одиш? Да. Кој ти е омилен фудбалер во сениорскиот фудбал? Меси. Зошто ваш Меси? Ако ти кажам Роналдо дека е подобар? Па Меси бидејќи не плаче, а Роналдо не го сакам бидејќи плаче. Ти што позиција? Ти ли си бек или си штопер? Средина. Средина, добро, полека ја склопуваме формацијата. За кого највеше ти во сениорскиот фудбал? Барселона. Повеќе сакаш кога играш против екипи од Македонија или од странство? Против кого играш вага подобро? Од странство. Од странство? Да. Зошто баш од странство? Мислиш дека ти од странство се подобри од нас, па пубаво се покажуваш против нив? Да. Ти си голман. Дали стана голман пошто така сакаш или така се погоди? Па прво бев играч и не ме биваше добро и голман. А сега као голман те бива добар си као голман? Да. Кој ти е омилен голман од сегашните голмани? Зомер, Јан Зомер. Јан Зомер, зашто баш Јан Зомер? Сите обично викаат Донарума, Ноер, само ти викаш Зомер? Затоа што ми се свига како брани, се фрлува, прави добри паради, добри пасови дава. Соништата се нешто што сите го споделуваме. Без разлика од каде доаѓаме, колку години имаме, за кого навиваме или какви карти ни поделил животот при раѓање. ФК Кул на дело покажа дека сечи сон исто вреди, исто е голем. И тоа можевме да го видиме во надпреварот кој го одиграа девојките од редовите на домаќинот и пријателите фудбалери, кои животот и фудбалот ги сонуваат на малку по-посебен, по-специфичен начин. Трите турнирски дена ниту годинава не разочараа. Видовме потези и неизвестност на кои може да позавиди и сениорскиот фудбал, а вистинска посластица беа понеделничките елиминацијски надпревари, кои ни понудија адреналин, како што носат со себе Лигата на шампионите и репрезентативните првенства. Дека не претеруваме во описот, доказ се и трибините, каде скоро и да немаше празно место, а навивачкиот фолклор и декор само го потполнија и онака силниот впечаток. Како и на секој турнир, возбудувањата на крајот ни ги донесоа медалистите, оние кои сепак постигнаа некој гол повеќе од другарите. Кај највозрастните учесници родени 2012-та, триумфот го однесе Парк Сити, а како втори и трети завршија Форца и Чукарички. Во селекцијата 2013 прва заврши Ал Барса, а заднеа се пласираат Чукарички и Дрим Тим. Кај фудбалерите од генерацијата 2014-та, најсјајното одличие го освои Кавадаречки Тиквеш, додека среброто и бронзата им припадна на скопските ривали Форца и Бутел. Во конкуренцијата 2015, уште еден триумф за Парк Сити, кој и тука во финалето ја совлада второпласираната Форца, а како трет заврши Бутел. И кај најмалите играчи, они од генерацијата 2016-та, највисоко на пиедесталот се искачи Форца, а друштво и правеа Александро од местото број 2 и Шкупи од местото број 3. Во рамки на церемонијата, присутните поздравија уште една талентирана екипа, селекцијата 2010-та на фудбалскиот клуб Кул, која изминатата сезона без пораз триумфираше во својата регионална лига при Фудбалската федерација на Македонија. Многу голови, уште повеќе добри потези, а најмногу од се проширени пријателски видици и хоризонти. И седмиот Кул Куп покажа дека Македонија во ФК Кул има достоен амбасадор на спортските и човечките вредности. Некоја мудра глава некогаш има кажано: една слика, 1000 зборови. Ние овој пат, од се што досега видовте и слушнавте, ќе се одјавиме со сцени кои ќе кажат повеќе и од 1.000.000 зборови. И секако,
Здравје Боже, ви закажуваме дружење и за 365 дена.